Почитувани гледачи, време е да ги проследите регионалните вести. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и градоначалникот на општина Брвеница Енвер Пајазити беа на увид во изградбата на детската градинка во Брвеница. Министерката Царовска истакна дека наредната година ќе биде целосно завршена изградбата на градинката, каде ќе може да почнат да се запишуваат децата. Капацитетот ќе биде до 80 деца. Кој што е прва во оваа општина и навистина ме радува што 80 деца уште наредната година ќе може да почнат да посетуваат предучилишно образование. Вие и како медиуми, а и граѓаните не следат дека како влада главна заложба ни е да го зголемиме опфатот на деца со предучилишно образование, затоа што инвестицијата во децата и во овој тип на образование кој што е најниска возраст дава најмногу ефекти, тоа е по сите меѓународни истражувања, но и национални истражувања, поради тоа што тоа е човечкиот капитал кој што оваа држава го има, тоа се децата. Во оваа општина се гради капацитет за 80 деца, тоа веќе го напоменав, за кој што Министерството за труд и социјална политика во буџетот има издвоено повеќе од 23 милиони денари. Дополнително на тоа е и сумата за опрема. Очекуваме до половина од наредната година да ова градинка стартува и да ги запише децата во предучилишно образование. Исто така се следуваат блок дотација, преку која што се финансираат детските градинки, како и во сите други општини. Со тоа се обезбедуваат вработувања, но и оперативните средства за функционирање на самата градинка. Истакна министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Градоначалникот Енвер Пајазити рече дека потребата од изградба на градинката била голема. Бевме во програма за изградба на градинка, бидејќи беше една од барања на сите жители, поготово на мајките млади, се малтретира со години носејќи ги децата по град, нема места, има места и така натамо. Сите знаете дека само во Брвенца, само во конфекцијата тука што има преку 350 жени вработени и да не зборувам колку има во другите мали, средни и така натамо и значи колку е тој горшлив проблем, значи со ова ќе се реши дефинитивно. Градиме една градинка која ќе биде најмодерна, мислам. Мора да се пофалим, бидејќи проектот е многу модерен и така е веќе и тендерирано. Истакна Пајазити. При крај се административните процедури околу почетокот на изградбата на новата градинка во склоп на основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Оваа градинка ќе се гради со пари од ИПА програмата. Царовска ги повика сите општини кои имаат потреба од изградба на градинка да достават проекти. Повик до општините да се припремат со иницијативи и да ги аплицираат во Министерството. Морам да истакнам дека оваа општина навистина кога станав министерка многу брзо дојдоа со готов проект за градинка и еве гледаме реализација. Сите општини кои што се спремни со урбанистички планови, кои што имаат локации, кои што имаат готови проекти изведбени, истите тие јас сум сигурна дека ќе најдеме начин да ги финансираме, затоа што како министерство одговорно следиме и кој доаѓа на ред, тој влегува во програма за инвестиција наредната година. Во однос на градинката во Тетово се очекува, нели, односно најавено од општината, во склоп на основно училиште да се гради, кога се очекува? Таму се расчистува проектот. Тоа ќе биде финансирано преку ИПА финансиски средства, предпристапни средства од Европската унија. Тетово и Ртерце. Во завршна фаза се расчистувањата на проектите после ревизијата на Европската делегација. Штом ќе бидат завршени и ќе се затворат тие отворени прашања од страна на ревизијата во Европската делегација, после тоа нема никаков проблем да се инвестира затоа што парите се позиционирани, се тука, единствено се очекува да техничките работи завршат и да почне изведба. Рече Царовска. Полошкиот регион подолг период се соочува со недостиг од градинки, но и простор за сместување на децата во постоечките капацитети. Министерката Царовска одговараше и на новинарски прашања поврзани со нејзиниот сектор. Исто така и со обуките на воспитувачите кои што се во тек, тие треба да бидат инклузивни. Значи и децата кои што не се со типичен развој, децата со нетипичен развој, треба да ги посетуваат и предучилишното и основното образование и средното образование во рамките на нивните можности. Исто така и платите на воспитувачките и негователките се дигнаа на ниво на плата на наставник кој што работи со деца со одредена попреченост, што значи дека и тие имаат свој коефициент и бод во нивната вкупна плата која што ја покачивме сега за 16% во октомври платата ќе биде исплатена со плюс 5%, што значи покачување од 21% на вработените во градинките и со тоа очекуваме приемот на овие деца навистина да биде во сите градинки соодветен и да тие се да речеме справуваат со предизвиците кои што децата и семејствата со попреченост ги имаат. Доколку има потреба за развој на посебен дневен центар за возрастни
деца, лица со попреченост во оваа општина, тогаш општината може да се пријави на повикот кој што сега е објавен од страна на Министерството за развој на социјални услуги и тука доколку се обезбеди простор, ние би го тоа опремиле, би дале финансиски средства да општината стартува социјална услуга, дневен центар или друг тип на сервис социјален кој што е потребен за оваа и за сите други општини. А во однос на теренските активности на центрите, рековте ќе има повеќе, меѓутоа потребни се повеќе вработувања. Така е, тука ќе си имате вработено лице кој што ќе треба да ја запознае, а сигурно имате и од тој профил правници и социјални работници кои што ќе ја запознаат средината и кои што на дневно ниво ќе бидат во комуникација со граѓаните, затоа што социјалните политики може да бидат најквалитетни само кога се блиску до населението и затоа ги отвараме. Апсолутно имаме вработувања во сите центри низ Македонија, ние имаме повеќе од 200 вработувања само во центри за социјална работа и повеќе од 1200 вработувања во градинките за, да речеме, 2,5 години, така му доаѓа од почетокот на мандатот до денеска. Зошто? Затоа што утврдивме дека и во двете служби недостасува кадар. Ако немате доволно кадар, не може да имате квалитетна услуга. Затоа секој центар кој што се обратил во Министерството со барање оправдано за да има доволен број на вработувања, ние тоа сме го обслужиле. Тука си следува вработување во канцеларијата и испратено е барање до Министерството за финансии, очекуваме одговор и после тоа си се распишува оглас како што се е по стандардна процедура. Раскрсницата меѓу булеварот Благоја Тоска и улицата Борис Кидрич ја добие кружен тек со цел растеретување на гужвите во овој дел на градот. На раскрсницата засега само ги има обележено кружниот тек. Од општина Тетово не прецизираат кога ќе се започне со градежните активности. Додаваат дека со новиот кружен тек, но и проектот за пренаменување на улицата Борис Кидрич во булевар ќе се реши хаосот во долниот дел на Тетово. Во овој дел од градот се прават најголеми гужви, затоа што сите товарни возила кои се обраќаат кон Јажинце мора да поминат преку оваа сообраќајница. Вака не сум компетентна можеби за тие работи, но сепак како пешак и како шофер крајно и да се средат работите. Дали со кружен тек, дали со семафор, дали камионите да се пренасочат преку друга, ако може да се нарече обиколница некоја, сепак крајно време е да се среди. Деца не смееш у школа сами да ги пуштиш. Толку голема гужва. Истакнаа жителите на Тетово. Од општината во неколку наврати имаат посочено дека ќе се започне со пробивање на булеварот Индустријска со цел товарните возила да не влегуваат во градот, туку директно преку спортскиот центар и до Штетовската касарна, каде треба да се пробие овој булевар, да се поврзат со Благоја Тоска, кој исто така треба да се догради и поврзе со патот Тетово-Јажинце. Средствата се доделени, подпишана е од страна на градоначалничката, треба во најкратен рокан можен начин да се почнуваат и работите таму, значи да има објавено тендер и така натаму. Рече Беки Мемети, председавач на Советот на општина Тетово. Тетово има 3 булевари, но ниту еден од нив не е пробиен, ниту пак се размислува за изградба на обиколница. По вчерашната пропадната лидерска средба, која траеше околу 7 часа, премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција, одговарајќи на новинарските прашања, рече дека предлогот на власта бил да има обвинителство кое ќе гони висока корупција, кое ќе има право да формира нови, но и да работи и на стари предмети во кои има законска основа да се гонат сите кои се на функција. Тој додаде дека недозволиво е да има нов шеф и да му се дадат нему сите предмети, а може да одлучи сите предмети да ги поништи. Целосно, спротивно на принципот на правдата, бара сите предмети до 30 јуни 2017 година всушност да ги преземе обвинител избран од нивна страна. Се знае со цел после тоа да се доведат до уништување, до запирање на самите предмети. Бара со закон да се запечати судбината и да се запрат сите предистраги и истраги за предметите после 30 јуни, односно јасно да не се прецизира во самото законско решение што со тие предмети кои што се во предистражна или истражна фаза. Секако ние во интерес на правдата и борбата против корупцијата на било која власт понудивме формирање ново обвинителство, кое ќе гони висока корупција, во кој првиот обвинител ќе се бира на предлог на опозицијата. Но нив не ги интересира борба против корупцијата, нив ги интересира да го спасат режимскиот криминал, да се заташкат предметите, да се запрат, да се затворат, да се анулират. Новото обвинителство го предложивме на исто ниво со обвинителството за за борење, за гонење на организиран криминал и корупција. На исто ниво. Предметите
осигуравме да поминат сите кај Јовевски. Сите, дали се тие што се во судска постапка, дали се во предистрага, истрага, да одат кај Јовевски. И тој да одлучува како ќе ги распредели, што ќе се работи со предметите, како ќе продолжат, секако со конечна цел тие што се во судска постапка, да продолжат од таму каде што се застанати, со одлука на обвинител, распределено на соодветен обвинител и да продолжат. Тие што се предистраги и истраги, тој да оцени, дали нема доволно докази да ги затвори, дали има докази и да продолжи истрагата, дали се комплетирани доказите, па да се поднесува обвинителен акт. Но тој, правната држава да одлучува, не политичарите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски изјави дека лидерската средба била борба на премиерот Зоран Заев да се спаси од одговорноста за криминалите на власта. Мицкоски кажа дека Заев барал на секој начин да се спаси себе си, својата фамилија, но и блиските соработници од криминалот. Тој кажа дека има индиции и за други криминални скандали од размерот на рекет. Тој повтори дека Заев предложил формирање на обвинителство за гонење на висока корупција, но тоа да не ги опфати скандалите на оваа власт кои досега се објавени. Понудата на Заев беше ново СЈО водено од страна на еден од 10 помошници на Катица Јанева како офанзивна алатка, обвинителство кое што ќе го води Рускоска како дефанзивна алатка и сето тоа управувано и раководено од Јовевски. Кој беше нашиот предлог? Нашиот предлог беше во ред се согласуваме да постои јавно обвинителство за гонење на висока корупција. Во ред се согласуваме да опозицијата предложи обвинител кој што ќе го води тоа обвинителство. Во ред се согласуваме за надлежностите кои што ги кажавте, а кои што се однесуваат на гонење на криминал на лица кои што се избрани и именувани. Но доколку сакаме договор, ние мораме да ги почитуваме законите. А законот, специјалниот закон за специјалното јавно обвинителство е јасен. По престанок на мандатот на специјалната јавна обвинителка престанува и мандатот на незините помошници. И тие се враќаат во матичните обвинителства од каде што дошле. Ниту во еден момент јавниот обвинител Јовевски и според постојниот закон, откако ќе ги превземе предметите од специјалното јавно обвинителство, не го спречува истите да ги прераспредели на истите обвинители кои што ќе се вратат во матичните обвинителства. Следува полицискиот билтен. На регионалниот пат Тетово-Волковија во Тетовска Брвеница вчера околу 16 часот и 50 минути патничко возило Сеат Леон со непознати регистарски ознаки удрило во 13 годишен малолетник од ова село кој управувал велосипед пошто го напуштило местото. Повредениот велосипедист бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Извршен е увид и се работи на расчистување на случајот. 36 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека околу 6 часот и 40 минути на градскиот плоштад во Тетово физички бил нападнат од две лица. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера околу 19 часот и 15 минути во Тетово бил приведен 27 годишник од Република Албанија кој непријавено престојувал на подрачјето. Задржан е во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово на дворешна канцеларија за криминалистички работи Гостивар лишиле од слобода 28 годишна бетолчанка. При претрес извршен со судска наредба на улица Илија Јантевски Смок во Гостивар, каде престојувала, бил пронајден хероин. По целосно документирање на случајот, против неа ќе биде изготвен соодветен поднесок. Од СВР Тетово информираат и дека Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај продолжува со засилените контроли за брзина.
Во овие контроли, реализирани вчера од 9 до 14 часот, откриени и законски санкционирани се 33 пречекорувања на дозволената брзина. Покрај ова откриени исто така се и 4 возачи кои управувале без положен возачки испит, 2 алкохолизирани возачи, исто толку возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, 3 возила со истечена регистрација и други сообраќајни прекршоци. Со пригодна свеченост и презентирање на активностите, Центарот за млади и заедницата во Гостивар прослави 1 година постоење. На настанот присуствуваа градоначалникот Арбен Таравари и американската амбасадорка Кейт Бърнс. Гостиварската младина минатата година доби простор во кој што има можности, услови и поддршка да ја покаже креативноста, да ги изрази ставовите, да твори, дискутира, дебатира, да го надополнува своето знаење, да разменува искуства. Во Центарот за млади и заедницата се одржуваат работилници, едукативни настани, поетски читања, разни обуки, проекции на филмови и други настани, сите насочени кон младите, нивните гледишта и визија за иднината. Центарот со пригодна свеченост, презентација на активностите и забава прослави 1 година од постоењето. Сефер Селими, извршен директор на невладината Democracy Lab и иницијатор за отворање на Центарот, им се заблагодари на поддржувачите и нагласи дека ќе продолжи да функционира во истата насока, да биде голем пријател и помагач на младите. At one point, this was just an idea. Се гордееме што може да кажеме дека Центарот од неговото отворање го посетиле околу 7000 млади луѓе, а се реализираат 15 проекти и програми. Тоа е далеку повеќе од нашите првични очекувања. Се разбира, ова е резултат на посветениот и вреден тим кој што работи овде и благодарение на поддршката што ја добиваме од општина Гостивар, американската амбасада и приватни бизниси од Гостивар, за што сме многу благодарни. На свеченоста своји обраќања имаа и градоначалникот Арбен Таравари и амбасадорката на САД Кейт Бърнс. Видите, ние како млади имавме центар еден кој што се викаше пионерски дом во тоа време, голем период од нашето време, слободно време како ученици го поминувавме таму со едукативни цели. Меѓутоа во политиката често се случува многу идеи кои што ги смислуваме да не можат да се реализираат во иднина. Иако се убави како идеи, баш сум среќен што после 1 година констатираме дека не дека идејата е реализирана, туку повеќе од тоа. Јас се надевам да не биде 1 година, да бидат да славиме и 100 години од овој центар. This kind of partnership that takes place between NGOs, the community, the local government. Центарот е доказ успешна соработка меѓу невладиниот сектор, општината, локалниот бизнис и меѓународната заедница. И токму ова треба да биде пример и да инспирира да се покренат и други слични иницијативи ширум целата земја. Младите кои ги посетувале работилниците и обуките во Центарот и организациите кои што ги користат услугите, презентираа дел од сработеното, а прославата се заокружи со коктел и музика со гостиварската група План Г. Заменик главниот обвинител Иван Гешев изјави дека Николај Малинов, председател на Националното движење Русофили, бил обвинет за тоа што се ставил во служба на странски организации за да работи како шпион. Доколку биде прогласен за виновен, тој би можел да добие казна од 15 години затвор. Малинов е пуштен од притвор, но му е забрането да напушти земјата. Гешев наведе дека обвинителите пронашле документ подготвен од Малинов, а во кој се наведуваат потребните чекори за целосно да се смени геополитичката ориентација на Бугарија, односно оддалечување од Западот и приближување кон Русија. Малинов постојано повторува дека е против Бугарија во НАТО. Категорично сме против исползването на български военни бази од САЩ. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека обвинувањата против Малинов се многу сериозни, но додаде дека се неопходни неспорни докази дека тој тоа и го направил.
Обвинувањата против Малинов уследија под дипломатската караница меѓу Софија и Москва, потикната од изложбата што руската амбасада во Софија ја отвори во минатата недела за да одбележи, како што се наведува, 75 годишнината од ослободувањето на Источна Европа од нацизмот. На отворањето рускиот амбасадор во Софија Анатолий Макаров изјави: Беглого взгляда на фотографии ликующего на улицах Софии народа достаточно, чтобы признать, приход Красной Армии был долгожданным, спасительным. Во невообичајното остро соопштение на Бугарското министерство за надворешни работи и се порачува на руската амбасада да не го поддржува спорното историско тврдење дека Бугарија ја ослободиле советските сили во 1944 година. Бајонетите на советската војска им донесоа на народите на Централна и Источна Европа половина век на репресија, задушување на граѓанската свест, деформиран економски развој и одвојување од развиените европски земји, напиша во нотата Бугарското министерство за надворешни работи. Времето денес беше променливо облачно со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Наместа нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во западните делови. Температурите се движеа од 13 до 28 степени. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Попладне претежно во западните делови ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен, наместо засилен северен ветер. Температурите ќе се движат од 12 до 27 степени. Тоа беше последната информација во вестите. Пријатно!